Општина Чаир и незините жители, соочени со една политичка провокација каква не се памети од порано, внимателно следејќи ги движењата, действијата, релациите и изјавите на политичките чинители, со жалење констатира дека Чаир е под опсада. Општина Чаир изразува разочарување поради фактот што господја Арсовска во последните месеци од незиниот мандат на чело на градот Скопје наместо да се фокусира во презентација на сработеното во изминатите 4 години, дозволи да биде инструментализиран и да се претвори во извршител на сомнителни политички агенди, кои не случајно го одбраат токму Чаир и неговите жители да ги бијат нивните последни политички битки. Граѓаните очекуваа од господја Арсовска да биде гласот на умереноста, мостот што поврзува и промотер на диалогот меѓу заострените страни. Демек тоа ради тоа што сме различен етникум треба да има према едни или према други разбирање за криминалите и за дивоградбите. Не бе, на таа карта више готово. Готово, таа карта отиде. Нема врска. Таму албанците се ставени во ризик. Ти си ги ставил албанците во ризик у Чаир. Да им падне зградата на глава. Не дај Боже да има пожар, не може да бега. Ти си ги ставил во ризик луѓето. Се правеле згради кои што немаат документи. Што правиме сега ако се докаже дека тие документи стварно се фалсификата? Верувам дека се фалсификати. Јас мислам дека Арсовска нема да излезе така на терен ако не е сигурно. Кој ќе им ги врати парите на луѓето за становите сега што сте ги давале вие така бе? Нема врска ова со етникум и ништо. Криминал е криминал.